Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој и ваш гостин е министерот за транспорт и врски господинот Владо Мисајловски. Добро ни дојдовте. Добро вечер. Благодарам на поканата. Ке говориме во наредните 30 минути за она што се инфраструктурно се работи во Република Македонија. А кога станува збор за инфраструктурата, тогаш слободно можеме да кажеме дека последниве години Македонија доживува една експанзија, се градат автопати, експресни патишта, регионални патишта, но морам да напоменам дека не се заборавени и регионалните патни правци. Можеме ли да кажеме отприлика колку километри нова патна мрежа или рехабилитирана патна мрежа има изработено оваа влада? Да, благодарам на прашањето. Ние како влада максимално сме посветени во изградба на инфраструктурата во Република Македонија, не само во патната инфраструктура, туку во сите останати области, но имаме голем фокус на изградба на автопатишта, на регионални, магистрални и локални патишта. Моментално до сега се изградени 74 километри автопат во вредност од 45 милиони евра, но имаме многу голем фокус направено на регионалните и магистралните патишта. Од 2006 до 2015 година до сега имаме изградено околу 510 километри, зборувам изградено и реконструирано 510 километри или инвестиција од прилика од 97 милиони евра. Во тек на изградба и реконструкција оваа година се 167 километри или инвестиција од околу 50 милиони евра, а планирани за изградба и реконструкција наредната година и во останатите години е од прилика 259 километри или инвестиција преку 380 милиони евра. Ова го зборувам бидејќи следната година започнуваме со изградба на неколку капитални проекти во инфраструктурата, односно станува збор за експресните патни правци. Ние како влада сега се фокусиравме на изграда на 3 автопати. Станува збор за Демиркапија Смоквица, за Миладиновци Штип и Кичево Охрид, кои прв пат ставно говорам дека во историја паралелно се градат 3 автопатишта. Но освен автопатите максимално вложуваме средства и во регионалните и магистралните патишта. Се работи подеднакво на секаде, но сепак може ли да издвоиме кои се најзначајни инфраструктурни проекти? Ги спомнавте автопатите, 3, го спомнавте и експресните патеве, да напоменеме дека тука ние сме во овој регион каде што всушност се гради првиот експресен пат од Велес до Кадрифаково. Да, максимално сме посветени на ова прашање. Трите автопати се градат паралелно. Некој ќе заврши следната година, на крај останатите за 2 и за 3 години, но нема да застанеме тука. Ние подготвуваме и проектна документација и за останати автопатишта, односно за Гостивар Кичево и за Скопје Блаце и други автопатски делници. Но морам да потенцирам дека за овој регион е многу важен патот и Велес Катланово. И тоа е автопатска делница, ние сме во завршна фаза и очекувам дека овој месец ќе го пуштиме и патот во употреба. Но освен Миладиновци Штип, што е исто така значено за овој регион, го работиме експресниот пат Велес Кадрифаково. Веќе тамо сме во втората фаза, забрзано работиме, иако декември времето се уште дозволува со работа. Јас пред извесно време бев на увид на активности и можам да истакнам дека одлично се одвиваат градежните активности и очекувам согласно динамиката дека ќе биде завршен следната година. Но ако тргнете од Скопје према Куманово, веќе распишавме тендери за делницата Скопје-Куманово. Зборувам за реконструкција во двата правци. Следната година започнуваме и со нов експресен пат од Ранковце до Крива Паланка. Исто така во предвид ни е Саса-Тораница. Као што кажав, од Скопје до Штип правиме автопат. Исто така од Штип до Радовиш ќе правиме експресен пат, Штип до Кочани, Кочани Делчево веќе го распишавме тендерот, овој месец или во јануари ќе подпишеме договор, ќе може да стартуваме и со изградба. Од тука Скопје-Велес веќе го рехабилитиравме, Велес Катланово при крај, го градиме автопатот Демиркапија Смоквица, исто така подпишавме договори од Гевгелија до Смоквица. При завршна фаза сме на подпишување на договори од Прилеп до Градско, станува збор за експресен пат исто така. Прва фаза од прилика 30 на милиони евра. Почнавме со работа и од Битола, Ресен, Буково, уште еден многу значаен пат за тој регион, бидејќи таму правиме целосна реконструкција и рехабилитација. Го градиме автопатот од Кичево до Охрид, многу важен пат, еден од најпосакуваните патишта. Следната година започнуваме и со Охрид Пештани, експресен пат. Пред неколку дена ги започнавме регионалните патни правци Маврово-Јанови, односно Ново село Маврово-Јанови,
го започнавме Бошков мост Дебар, го започнавме Мелнички мост Центар Жупа и многу други патни правци. Максимално сме фокусирани. Сегде низ државата имаме пуштено краци за нови патишта, но освен реконструкцијата и рехабилитацијата, многу сме посветени на локалните патишта. Станува збор оваа година за околу 46 локални патишта, што веќе преку 95% се завршени, остануваат овие неколку, уште 2 недели да ги завршиме до крајот на годината, така да правиме една комплетна слика на преку 700 километри локална инфраструктура што оваа влада ја вложи во цела Република Македонија. Каде ја бројува Република Македонија во регионот по рехабилитирана и изградена нова патна мрежа? Со оглед на тоа каква држава сме, колку население сме, јас убеден сум дека сме лидери во регионот. Волку многу да се гради во патната инфраструктура не може да си го дозволат многу држави. Јас често говорам дека владата започна први да работи на локални патишта, бидејќи тие се полесно да се испроектираат и побрзо да започнат со реализација. Но и се многу важни бидејќи граѓаните ги бараат. Тие се оние локални патишта што ги барате од село до село, низ градот, во секој населено место. И ние затоа веднаш бевме фокусирани на тие локални патишта, бидејќи претходно многу слабо се граде. Освен тие патишта, почнавме да проектираме автопатски делници. Ви треба доволно повеќе време за да испроектирате. Некојаш автопат за да испроектирате ви треба година до 2. Некогаш и повеќе месеци и повеќе години, зависи какава делница, што се бара во таа студија или во тој проект. Многу внимателно работим и животна студија, социјалната студија и така натака. Затоа внимателно ги ставаме во програма, кажуваме кога би ги започнале, која година, како ќе ги обезбедиме финансиските средства и така терам. Точно е дека сме лидери во регионот и тоа со факти и конкретно на терен може да видите и по бројот на работници што се ангажираат за сите овие магистрални, регионални, а поготово на автопатишта. Покрај зголемената безбедност, нели економскиот бенефит, тука сепак да напоменеме дека последните статистички податоци се дека околу 2200 работници работат на изградбата на овие патишта. Меѓутоа, она што е многу значајно е тоа да И повеќе од 2200. Да ова изградба на инфраструктурата продолжи и понатаму. 2016 година е година во која што според тоа што можевме нели досега да го слушнеме и да прочитаме, предвидувате дека ќе продолжи работите и понатаму во оваа насока. Не во оваа уште по зголемено темпо и уште поголема динамика, бидејќи како што спомнав сега, ние веќе распишуваме тендери за многу патишта, склучивме договори со меѓународни институции финансиски за да ги обезбедиме средствата и следната година очекувам дека ќе започнеме со тендерирање и во втората половина, негде во првата, негде во втората да започнеме со договори, подпишување и изграда на овие патишта. Како што кажувам, така си во програмата влезени, така ќе ги изградиме. Паралелно со градењето на автопатите, со рехабилитацијата на постоечките нели локални и регионални патни правци, оваа влада работи на модернизација и на подобрување на железничкиот сообраќај. Пред минатиот месец имавме можност за прв пат да го видиме како сообраќа на релација Скопје-Велес и еден од 6 ултрамодерни возови во Република Македонија. Кога се очекува нивно пуштање во сообраќај, дали имаме информации и кога да ги очекуваме преостанатите 5? Да, пред известно време имавме една промоција на новиот воз што стигна, првиот од 6 како што спомнавте. Јас очекувам дека до првата половина на 2016 сите ќе пристигнат. Едниот стигна во Македонија, вториот веќе тргна кон Македонија, очекувам во јануари дека ќе стигне вториот дизел воз и следниве 2 недели мислам ќе бидат завршени сите процедури за да почне во промет, односно во сообраќај. Ние направивме промоција точно, но внимателни сме околу безбедноста, околу сите ние софтвери што треба дополнително да се инсталираат, но и да се обучат сите машиновозачи што ќе ги користат и машинскиот персонал што ќе ги користат, односно ќе ги возат овие возови. Многу сме фокусирани во железничкиот сообраќај, во железничката инфраструктура, бидејќи освен набавката на овие 6 нови возови, исто така градиме и пругата кон Бугарија, пругата кон Грција, односно Битова Краменица со индустријскиот крак кон Жабени и правиме реконструкција и рехабилитација на коридорот 10, а воедно и реконструкција на железничките станици. Така да имаме многу голем фокус во овој дел и полека сликата се гледа на терен.
Кога станува збор за железничкиот сообраќај, колку е важно за патниците да имаат нели добри модерни услови за патување. Многу важно и за економијата е да има успешно со што да се пренесува стоката. Чинам дека околу 150 нови вагони товарни вагони беа обезбедени оваа година. Кои се плановите, дали ќе имаме се уште набавка на нови? Вака се, значи ние след оваа година ги набавивме точно товарните вагони, но сега ќе започнеме со процедура на набавка на нови локомотиви, што исто така многу важно. Ние пробавме два пати да распишавме тендер за рехабилитација на постојните локомотиви, но за жал беше неуспешна. Сега преминуваме во втора фаза, односно распишуваме тендер за нови локомотиви и очекувам дека следната година тоа ќе заврши, ќе имаме договор да набавиме барем 3 локомотиви, ако има интерес секако, за да го подобриме возниот парк за локомотиви. Но правиме сега и математики, финансиска конструкција да видиме да го обновиме и целиот возен парк во железницата. Многу е важно да имате товарен сообраќај во железницата, бидејќи најголемиот приход доаѓа токму од товарниот сообраќај, односно од превозот на стоки. Но паралелно мора да ги рехабилитираме и пругите. Ние тоа го правиме од една страна рехабилитацијата, од друга страна она што е најважно, нови возови, нови локомотиви, нови вагони. Така ќе продолжиме и за следниот период. До каде е рехабилитацијата на пругата од коридорот 10 која што се протега од Ногаевци до Неготино? Веќе оваа година се работи на цел коридор 10. Јас очекувам дека до првата половина на 2016 комплетно ќе биде рехабилитирана оваа траса. Но освен оваа траса, ние ги работиме, како што кажав, и пругата кон Бугарија, исто така и кон Битово. Поедно почнавме со проектирање Кичево-Лин. Тоа станува збор за нов проект, кој сега ќе го направиме основниот проект, па понатака ќе видиме начин на финансирање. Максимално вложуваме во инфраструктурата, бидејќи сите овие нови возови мора да возат по современа железница. Претходно никој не му текнало да инвестира во железницата. Секогаш се говорело дека нема интерес, дека нема доволни приходи, дека железницата иде во загуба, но државата мора да дава стимул во рехабилитација, во нова опрема и нови методи. Ние тоа го правиме и убедени сме дека поради тоа самите тие мерки ќе дадат резултати. Затоа и напорно работиме, сето ова да го обезбедиме за граѓаните. Така ќе имаме поквалитетен и поуспешен транспорт во железницата. Сите оние патници кои што ја користат железницата како превозно средство или ги користат возовите и патуваат во Скопје, веќе имаат видено новата или обновената железничка станица. Првата фаза од реконструкцијата на железничката станица во Скопје е завршена, но привршува веќе реконструкцијата на железничките станици во Велес и во Градско. Така. Планот до кога е како да се завршат сите оние железнички станици кои што треба да се реконструираат, а се долж коридорот 10? Точно овој ни е проект заедно со Европска унија преку ИПА средствата. Јас очекувам дека 2016 комплетно ќе ги завршиме сите железнички станици. Како што кажавте, Велес е веќе во завршна фаза. Јас имав прилика да дојдам тука заедно со премиерот која имаше промоција на возот. Се симнавме, видовме во која фаза и очекувам дека набрзо ќе биде готово. Истото важи и за другите железнички станици, само Битова се уште бидејќи е под заштита, моментално работиме документацијата и потоа и таа ќе почне со изработка, како и да е во 2016 година, поготово Велес ќе има комплетно нова железничка станица и ќе се обраќа нов воз постојано тука од овие што ги нарачавме од Кина. На предлог на Министерството за транспорт и врски минатата недела претениците изгласа измени во законот за легализација. Кој е бенефитот кој што граѓанинот ќе го има од овие измени и на што тие се однесуваат? Точно, минатата недела веќе се изгласа законот за легализација. Јас сакам да се заблагодарам на сите пратеници што го поддржаа законот. Пред се ова беше иницијатива на граѓаните, а воедно и пратениците не притискаа што побрзо да донесеме нов рок, бидејќи доста граѓани не го запазија рокот за поднесување на барања. Со овој закон предвидуваме неколку мерки. Прво дозволуваме, мислам дека во петок официјално ќе почне законот во употреба, тоа значи дека од следната недела до 31 март сите оние што немаат поднесено барање за легализација ќе може тоа да го сторат до 31 март. Исто така, тие сега што ќе поднесат барање ќе може да достават елаборати до крајот на 2017 година. Додека оние што имаа претходно доставено барање, а важеше
рокот до крајот на оваа година достават елаборати ќе биде пролонгирано за уште една година. Тоа значи им даваме шанса сите оние што не стигнале да достават елаборат или поради некои причини геодетската фирма не им го изработила или слично, бидејќи имаше голем наплив на барања за геодетски елаборати, тоа да го завршат до крајот на следната година. Воедно имаше доста барања од граѓани кои не можеа да легализираат на приватно земјиште. Станува збор за објекти што биле изградени пред 20 години, тогаш го изградиле на државно земјиште својот објект, но поради денационализација или приватизација се сменил правниот статус. Сега имаме ставено критериуми на кој начин тоа ќе можат они да го завршат. А воедно дозволивме и легализација на фарми и на штали, што е од многу голем бенефит за земјоделците, бидејќи согласно нивниот имотен лист они ќе може да дополнително да искористуваат оние субвенции и мерки што ги даваат преку ИПАРД програмата Пшеном и останатите мерки, што е многу важно и за нив. Така да еден сублимат направивме од неколку работи, но тоа не значи дека ќе застанеме тука. Јас веќе правам неколку преговори со Министерството за култура да видиме дали има можност и веќе при крај сме да најдеме таа можност да ги легализираме, односно да добијат имотен лист сите оние куќи што се наоѓаат во културно заштитено подрачје. Така да очекувам дека уште една мерка набрзо ќе гледаме да ја спакуваме за граѓаните да бидат поспокојни, бидејќи често пати идеме од населено место да ги слушнеме проблемите на граѓаните и секогаш излегува нешто што не сме го опфатиле со закон или треба дополнително нешто да предвидиме, така да кај да видиме потреба за нешто да смениме, ние сме присутни, транспорт како политика тоа ќе го воведе и ќе излеземе од престорот на сите граѓани. Тука има голема помош од пратениците и секогаш кога ќе понудиме вакви мерки, веднаш се прифатени од нив. Јас сум благодарен и секоја ваква мерка што ќе произлезе од граѓаните, јас секако дека ќе ја доставам до собранието. Дали се уште важи онаа мерка за помош на семејствата кои што се од ранлива категорија, кои што живеат во нелегализирани објекти, дека лаборатот ќе им го изработува катастар бесплатно? Точно, да. Како стигаат барањата од граѓаните, зборам за социјално ранливите категории, катастар бесплатно ќе ги изработува и во наредниот период. Да. Задоволни сте од бројката? Имаше информација дека многу малку од оваа категорија на луѓе се јавувале за да се изработи елаборатот. Имаме некои промени тука, да апелираме да искористиме можноста. Да, јас би апелирал секој нешто сака и кој би сакал да го легализира својот дом да поднесе барање. Имаат нова можност, катастарот е спремен тука да им помогне на сите граѓани. Но освен за социјалните случаи, јас апелирам до сите граѓани. Секој што нема поднесено барање да го поднесе барањето. Но внимателно станува збор за сите објекти што се изградени до 2011 година. Не за овие новите. Лани, сега во моментот или некој да избрза да изгради сега објект па потоа да му се легализира, не, тоа ќе биде нечесно. Станува збор за истиот закон од претходно. Но сега само ја даваме можноста повторно сите да поднесат барање со истите документи што претходно ги барав. Минатата година Македонија забележа рекорден број на превезени патници. Има ли шанси оваа година и оваа висока бројка да биде надмината? Нешто има шанси, веќе ја надминавме бројката. Јас пред една недела во некој интервју кажав околу 1.300.000 нови патници, но да се демантирам, сега веќе имаме скоро 1,5 милион, што секоја недела има поголема бројка и поголема бројка и мислам дека оваа година дефинитивно ќе биде рекорд во Република Македонија, но мислам дека следната ќе биде уште подобра и поефикасна година. Зашто го говорам ова? Бидејќи веќе Визер најави нови 3 летови, што јас сум им благодарен. Се работи за Скопје Братислава, Скопје Копенхаген и Скопје Берлин. Тие претпоставувам дека ќе почнат негде од мај да ги оперираат, исто така преку ќе бидат со ниски цени, но драго ми е што веќе финална одлука донесе и Чех Airlines, станува збор за после десетици години на нов лет Скопје Прага. Тој отприлика ќе биде околу 9.000 денари во двете насоки и ќе почнат исто така да го оперираат од мај. Јас давам голем стимул и на Визер и на ТАФ, кои одлично го оперираат аеродромот, што повеќе билатерални средби да имаме со сите компании, да ги видат условите ние што ги даваме како држава, односно ТАФ како концесионер, и не да ги замолиме, да најдеме начин за соработка, бидејќи имаат интерес повторно да ги вратат летовите во Република Македонија. Се повеќе расте туризмот. Даваме субвенции на туроператорите. Македонија станува една од земјите што треба да биде посетувана,
што се збори низ Европа и низ регионот. Така да со овие летови ние го зголемуваме туризмот, ја збогатуваме економијата, расте економијата и овозможуваме брз пристап до европските метрополи. Тоа е многу важно и нема да застанеме тука, туку ќе продолжиме со нови соработки и со Визер и со нови компании, секако доколку финансиски издржиме, односно како влада понудиме нови договори така натака, тоа ќе го направиме да привлечеме уште нови компании, нови летови. Бидејќи со самото тоа расте бројот на туристите и расте економијата. Кога станува збор за подобрување на условите за живот, многу семејства кои што се во тој така наречен социјален ризик, се без собствен дом, очекуваат информации кога во Велес би започнала изградбата на така наречените социјални станови. Имаме ли сега можност да им кажеме некоја вест? Јас очекувам дека 2016-2017 ќе има социјална зграда во Велес. Се работи за социјална зграда околу 30 станови. Денеска јас имав можност да го објавиме конкурсот за ресен, односно има тамо нов конкурс, односно сите граѓани може да аплицираат, веќе во Прилеп се заврши зградата, во Демир Хисар, во Гостивар почнува овој месец да се гради. Согласно динамиката на акционерското друштво за стамбен и деловен простор, очекувам дека следната година би имало простор за се стави камен темелник и да се изгради таа зграда и во Велес. Внимателно, како што ни се роковите поставени во програма, гледаме да излеземе во пресрати претходно, но некогаш во зависност од проектирањето може да се доцни до некој месец, но секако дека ќе биде изграден. Министре, често сте на терен, често сте покрај самите патишта кои што се градат, но и често сте на директни средби со граѓаните. Во овој временски период граѓаните ги даваат своите идеи, како сте задоволни од тоа, како сте примени, но и од идеите кои што стигнуваат од граѓаните до вас. Дури сум изненаден, има преку 4000 идеи до сега и морам да потенцирам дека најмногу од идеите се во транспортната политика, односно во инфраструктурата. Јас ќе имам тешка работа и тешка задача заедно со моите вработени, со сите ресорни институции под нас, внимателно да ги разгледаме, бидејќи има многу добри идеи. И секоја недела и секој дневно пробуваме да излеземе на терен, да ги слушнеме идеите, да слушнеме нешто добро, ама не само идеи, да слушнеме некој да ни искара, да ни искритикува. Ако сме заслужиле, треба да видиме кај сме погрешиле и тоа да го смениме. Но најважно од се е да добиеме добри идеи за во новата програма. Треба да направиме една од подобрите програми што има оваа влада и да допре до секој граѓанин. Ние тоа го правиме со години. Но најдобро е кога имате контакт директно со граѓаните кои ќе произлезе од нив. Секако потоа ние внимателно разгледуваме, гледаме дали е возможно согласно законите, дали треба да се променат закони, финансиски колку тежи и така натаму. Денеска имав од овие средби со граѓани, денеска имав една поголема средба со граѓани кои дојдоа од Македонски Брод и го побараа патот од Скопје до Македонски Брод, кој и јас сакам исто така да се изгради, но е сериозен зафат за нас како влада, преку 30 милиони евра испадна само реконструкција и рехабилитација. Такви идеи се добре дојдени, но мора да бидеме и внимателни. Не да ветиме што било, зашто утре треба да поминете и таму, пак да отидете. Треба да се видите со луѓето, не треба да испаднете нечестни. Затоа внимателно, благодарност до сите оние што даваат идеи и убедувам сите оние што доставиле идеја дека секоја ќе биде разгледан. Минатите избори ние исто така баравме идеи. Дел од идеите сега ги реализираме. Проектот сега што го најавивме пред известно време за проекти за куќи од 60 квадрати до 180 квадрати излезе од граѓани. И други проекти. Законот за легализација да го промени, исто така барање на граѓани. Има идеи, има и критики, но најдобро од се е што ќе имаме многу добра изборна програма. Тоа го бараме, тоа ќе го добиеме и тоа ќе го понудиме на граѓани. Господин Миселовски, јас ви благодарам за вашето вечерашно гостување. Очекуваме дека повторно ќе бидете гостин во нашето студио, затоа што, како што рековте, најмногу од идеите на граѓаните доаѓаат или се испратени токму до вашето министерство. Тоа значи дека има што многу да се говори на оваа тема. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Гледајте ни во реприза за 7 дена од ова студио. Ви закажувам нова средба.